почитувана директорке, почитувани наставници, почитувани родители, драги ученици. Денес е голем ден за сите што се дел од мозаикот наречен Видое Подгорец. Денес сме собрани за да го одбележиме патронниот празник на нашето училиште. Ден посветен на вредностите, знаењето и традицијата што не обединуваат. Овој ден не потсетува на значењето на образованието и на улогата што имаме ние, учениците, во градењето подобра иднина. Видое Подгорец е роден на 8 јуни 1934 година во село Колешино. Тој е еден од најплодните македонски автори, а зад себе остави дела како патописец, поет, раскажувач и романописец за деца и возрастни. Во родното Колешино завршил основно училиште, а во 1950 година завршил учителска школа во Штип и со неполни 16 години почнал да работи како учител. Во 1956 година дипломирал на Висшата педагошка школа, а во јуни 1959 година дипломирал на Филозофскиот факултет. Многобројните негови дела се преведувани на повеќе светски јазици. Преку неговите дела можеме да ги слушнеме шумулењето на лисијата на јаворот, жуборот на потокот, течението на реката. Мораме сите да признаеме дека сме научиле многу од ликовите на Подгорец, дека сме се сочувствувале со нив додека ги читаме. Видое Подгорец својот работен век го завршил како директор и главен уредник на наша книга, а починал на 14 април 1997 година во Скопје. Затоа овој ден е посебен за сите нас. Видое Подгорец со своите дела има посебно катче во срцето на секое дете. Тој зад себе остави белези кои никогаш нема да заминат во заборав. На многу млади и надежни автори тој им служи како пример и сите се трудат да ги следат неговите стапки. Токму затоа нашиот долг кон него е огромен. Да го негуваме духот на заедништвото, почит и упорност и да продолжиме да бидеме горди ученици на нашето училиште. Да бидеме достојни на името што го носиме и да продолжиме да читаме и твориме на нашиот македонски јазик. Оти без јазик си никој и ништо. Ви благодарам. По повод патронниот празник на нашето училиште, Видое Подгорец, беше распишан литературен и ликовен конкурс на тема Видое Подгорец, наша гордост, наша иднина. Ја повикувам директорката да им ги додели дипломите на наградените ученици и благодарниците на сите кои учествуваа. Ќе започнеме со литературниот конкурс. Во категорија од 1 до 5 оделение, награди освоија: Николија Булатовиќ, 5 оделение. Видое Подгорец, наша гордост, наша иднина. Од Подгоријата, неговата родна земја, во звездите се вивна, високо и ведро. Со своето дело вечноста ја допре, светлина во срцета сите ни остави. Пишуваше за детството, гласот негов во ноќта блескаше. Ни остави прозни дела, а понекогаш и по некоја песна. Да го читаме и спомнуваме често. Видое Подгорец во нашето срце има посебно место. Стефан Андреев, 5 оделение. Видое Подгорец, наша гордост, наша иднина. Видое Подгорец, писател славен, секое дете од срце го сака и нема ученик што со љубов не држал негова книга во рака. Со неговиот пишен збор раставме ние, децата сите. Неговите раскази, романи, ни ги разубавуваат дните.
Горди сме на неговото име, уште погорди што е роден во нашиот крај. Неговите пишани дела ќе бидат наш светов патоказ знај. На нашето училиште гордо неговото име стои, а ние учениците му ветуваме дека училиштето само успеси ќе брои. И третиот ученик што ја освои првата награда во категорија од 1 до 5 оделение е Ноа Тумановски, 5 оделение. Видео Подгорец, наша гордост, наша иднина. Во Подгорец сонцето грее, училиштето мило се смее. Таму учиме ние секој ден, со другарство нов свет е роден. Наше училиште, наша гордост, во него расте секоја радост. Книги, знања, другарство силно, за иднина светла и срце мирно. Наставници добри со љубов не учат, нови знања тие ни нудат. Со труд и чекори сигурни, смели, кон соништа што срцето ги сака и цели. Наше училиште, наша иднина, патока светол и чиста вистина. Ке пораснеме паметни, со срце будни, за Подгорец да има денови преубави и чудни. Второ место освоија Ана Едровска, 5 оделение. Викторија Русева, 5 оделение. Трето место Ана Спасова, 5 оделение. Марко Пеев, 5 оделение. Марко Росоманов, 2 оделение. Благодарници за учество им се доделуваат на Тина Митава, Ана Касапова,